Здраво на сите! Денес имаме вонредна епизода на Брчиме со Дуле. А зошто е вонредна? Вонредна е затоа што имаме специјален гостин. Специјалниот гостин ни доаѓа од Латвија и се вика Сергеј Шукшин, кој има многу интересна приказна за тоа како се заљубил во Македонија и во македонскиот јазик. Сега, после ова најава, приказната заедно со кумбата ќе ви ја раскажи Сергеј, па мислам дека ќе ви се бендиса многу, затоа останете со нас и проследете емисијата. И продолжува емисијата со мене. Дуле го испративме на едно подобро место. Мене ми е навистина мило и навистина драго и од срце ми е кеф, што денес можам да кажам дека гостинот што најмалку го очекувавме ни е денес тука во студио. Сергеј, господинот Сергеј, кој го запознав во Латвија пред Сергеј има 2-3 години, пред колку години се запознавме? Со 23-та година. 2023 година. И тогаш Сергеј знаеше само неколку збора македонски, а денес веќе може и феноменално да се разбери со секој на улица. Зошто е тоа така? Сергеј има навистина интересна приказна да ни каже денес. Сергеј, како почна зборањето на македонски? Што те натера тебе, што те навлече за ти да почнеш да збораш македонски јазик? Да, но во прво, здраво на сите, здраво другари, здраво се и да, ова е голема и многу уникатна приказна, да, и многу импресивна и се започнува во само почетокот, најпочетокот. Јас можам да збарувам дека јас многу интересиран за историјата, за сите историјата на сите светот, да, но во основниот политичка историја, социјална историја, да, и за сите светот. И Латинската Америка, и Европа, и Русија, и Кина, и многу страни, да, и исто така Југославија, исто така Бугарија и Македонија конкретно, да, и јас уште нешто знал, да. Значи тебе те привлекуваат словенските земји? Да, јас секогаш жил блиску и во внатре, во словенска културата, да, нашите народи, латвискиот и словенски народи, и ова е многу родствени, многу е блиски народи, братски народи. Сме браќа, да, и ова е многу важно за мене, да, и ова е прва причина зашто како предисторија, како предприказна Зошто ти научи, да, македонски. А која е така ова е приказна? Да, ова беше тоа што ја кажал. Ова беше предприказна, а само голема приказна, зашто именно Македонија, а не само општо Југославија, а конкретно Македонија, зашто Македонија е кренала во моите очи, да, и ова е многу импресивна историја, да, а зашто ја овде, да, зашто јас овде, зашто јас сум во Битола, поздрав од Битола, да, зашто јас сум во вашата студија, за нашата студија, а бидејќи јас сум движим со големата љубов, јас секогаш движам со големата љубов, да, а во тој случај морам да кажам ова е особено, бидејќи во 22-та или 23-та година јас многу залюблен во една македонската девојка. Во македонска девојка се залюби? Да, Кај ја најдеме, Сергеј? ова е неверојатен случај, неверојатен, ты не повериш, но ты повериш, но не повериш, и многие луѓе не знам, да. А кај ја најде таа македонка? Бидејќи нашите другарите од школа, кога се учиме во Резекне, да, јас сум од Резекне, не од Рига, од Резекне, ова е столицата на Латгалија, ова е
обособен такви регион. Латвија со својот јазикот, со својата култура, да, латгалскиот, кој можам да кажам ово е мајчинот јазик за мене. Така ќе разговараме подоцна и баш сакам да кажеш за местото кај што се наоѓаш и сетото, да ја завршиме приказната сега за љубовта, тоа ме интересира. Да. Значи во 2022 година со другарите од школа. Тие беше во Чешка, во проектот. Да, но без мене. Јас сигурно дури не можам да сеќавам во кој моментот, но тие потом заочно како откако се вратија. Да, како се вратија, тие запознават за таа, да, и не знам, ово е случајно, апсолутно случајно и стихијно. Значи тие виде на фотографии, така? Не слика, не фотографија. Тие, како јас сеќавам, тие зборували со видео, и јас приклучам, и потом зборувам сам зборувам во Инстаграмот, да. Но ово е во почетокот, да. И од тука се продолжи да се интересираш за Македонија, значи за девојка што ја виде на видеокол на Инстаграм. Да, и во некој моментот јас почувствувал и јас надевам почувствувал дека ние имаме слични интереси, слични некои филозофиски и културолошки работите, да, и мы можеме да разбираме со половина од зборот, да. То сигурно ти е лесно затоа што нели во Латвија се зборува и руски јазик. Ти сигурно го зборуваш добро рускиот? Да, ја слободно зборувам руски. И преку рускиот е многу полесно да го научиш македонскиот. Но во тој моментот ја зборував на англиски. Беше понуден да зборував во англискиот, но јас лошо зборував англиски. Јас секогаш сакал да адаптирам во словенска среда, да, и за жал таа заборавила за мене, не знам. Па види, за многу брзо, со оглед на тоа што не посетуваш школа на македонски, ти за многу брзо време научи македонски. Првиот пат, јас се сеќавам дека шеташе со ливче, со глаголи македонски, со придавки и така натаму, а сега веќе си разговараш нормално. Да, јас, бидејќи јас беше и сега јас движам за голема љубов, и таа беше голема мотивација да зборуваме со неа во еден јазикот. За да биде многу приближно, многу близко, да, и значи само за да му се приближиш го научи јазикот. Да, и сега таа заборавила за мене, или не знам, но исчезла. Таа исчезла. Љубовта кон девојката исчезна, но љубовта кон Македонија продолжи. Да, јас многу љубам Македонија. Многу љубам Битола, особено. Многу љубам сите луѓе кои седнат, и оператор, и веќе еден човек, и сите. Јас чувствувам многу прекрасно. Баш ми е како рај. Само таа не достига. И јас користам можност да изразувам една парака за Евгенија. Треба сега... Значи давам еден апел до Евгенија. Евгенија, поздрав и апел. Сергеј дојде во Македонија, те бара, жено, те бара. Да, јас сега кажам, Евгенија, ако те слышиш, а јас знам дека те слышиш, ако ти се гледаш, слышиш, и јас верувам тоа. Уште колку време си тука? Во Битола? Да. 3-4 денови. Уште 4, имаш, Евгенија, уште 4 дена да се појавиш во Битола. Јас и вчера, и денес, и во едината, јас те љубам, многу љубам. Јас изразувам многу.
И јас научил македонски, јас адаптиран во Македонија, јас голем друг на Македонија. И Евгенија во Лондон, во Англија. А зошто е Англија? Зошто Англија? Македонија е најважна. Родината зове. Јас зовам, викам. Браво. И не требате никаква Англија. Ти може би ти не верувал дека јас не дојдам до Македонија. Јас дојдав до Македонија, дојдав до Битола, дојдав до сите. Ти може би не верувал во моите зборови, а јас дојдав до Македонија и до Битола. И јас во секоја точка ќе дојдам. Ти само најважното да се појави. За да ти чекаш ми. За да ти сакаш да чекаш ми. Но не знам што нешто ги потроши сите зборови за Евгенија. С цел речник што го знаеше го кажа. За да сите светот, сите Македонија да зна дека јас многу љубам Евгенија. И во секој ден јас секогаш сеќавам, секогаш мислам за Евгенија. Секогаш ова е бескомпромисно. И Евгенија има избор. И не има избор едновременно. Браво, Сергей. Благодарам за ова можност. Ова се случува. Сега сакам да те прашам нешто друго. Да. Последно кога бев во Латвија, ти веќе им ја пееш и македонската химна. Така да видов дека имаш научено многу за Македонија. Што е она што те привлекува, по што ти е интерес на тебе Македонија? Зошто? Што можеш да најдеш тука што е добро, нешто што го немате во Латвија, нешто што е различно? Ну како јас зборував, јас интересирал за југословенска историјата, да. Јас учил бугарски кога ме беше 10 години, бидејќи 1000 километри. Слична азбука со рускиот, да. Слични зборови. И ово беше за мене многу импресивно, да. И јас ово е исто така впечаток во сознанието, да. Но потом ја заборавил идеја за болгарскиот јазик, а таа голема љубов која секогаш со мене, од преродба за интерес, да, за македонски, но за македонскиот, за македонскиот, да, и именно за македонскиот јазик. И да, јас секогаш разбирал дека Југославија, но сега јас гледам дека има Македонија, да. Извини, сега сме Северна Македонија, за жал. Така е. Ја прифаќаш ти или не? Новото име. За тебе е секојаш Македонија, сама Македонија. И јас гледал дека многу интересна историја, античка историја за Македонија. И јазикот, многу уникатни словенски јазикот, и луѓе, јадење, и конкретен пример, конкретна приказна. И ова е се мешано. И ова е како и контекст голем. И како е локално. Така. А ти рече дека доаѓаш од Резекне. Резекне, за тие што не знаат, е град во Латвија, на границата помеѓу, така, Русија? Не е толку близко до граница. Да, ова е центар за историчкиот регион, за културен историчкиот и етничкиот регион Латгалија, кога значи областа Латгалија. Каде живеат латгальците и многу руски, беларуси, евреи и многи други народи. Ова е многу интернационален народ. И латгальскиот јазик, ова е како правилно. Значи чекај, латгалскиот јазик е друго од тоа што е латвискиот, така? Тие се различни. Да, латвискиот јазикот ова е како
цементиран продукт на сите племиња. Така. Ова е и стари и нови јазикот. А латгалскиот, тој е од народот, од столетие, од столетие. Историски народен јазик. Да, ова е натурален јазик. Латвискиот е малку има некои конструкти И прифатен е како официјален јазик во Латвија? Да, кој Или го сметаат за ова е дијалект? ова е многу тешка историјата, да, Да. и не. Не е прифатен. Највисоко што можно, ова е дијалектот, да, а тоа е живот, јазик кој натурален и секогаш бил од древните. Тоа е значи исто како во Шпанија, во Барселона што зборуваат аналогија Така. во поврхноста е правдива, но не точна. Бидејќи латвискиот јазик како конструкт на нација, кој беше наполовина изграден да се сториме на латвиската држава. А латгалскиот јазик, ова е единствен жив јазик кој од племења дожил до сега и впитал себе, вклучил се словенски елементи, польски, многу польски и беларуски зборови. И тоа е како реликт. Така, сепак се базира на повеќе словенски јазици, вклучувајќи го плюс и латвискиот. Старолатвиски. Да, старолатвиски. А латвискиот ова е многу германизиран. Сега кажи ми ти, дојде тука, виде, прошета, са бајлете видовме дури брусничка населба беше качен, самиот шеташ. Кои се разликите помеѓу Латвија и Македонија? Што е различно? Во многу работи сме исти, ама што е она што е различно што кога дојде тука викаш вакво нешто нема во Латвија и обратно кога ќе си одиш во Латвија, што е она нешто што ќе речеш го нема во Латвија, го има во Македонија? Во прво планини. Планини. Бидејќи во Латвија сама најголема, највисоката точка ова е 300 или 400 метров. 300 или 400 метри надморска висина, значи највисоката точка во Латвија. Да, а ова е нормално. А моментално си во Битола која е на 700 до 750 метри надморска висина. Да. Се надевам дека овие дена ќе одиме и на Пелистер да видиш уште повисоко нешто. Јас во први пат гледал на планини, реални планини кои зима снег на таа клисурата, да. Да. Јас беше многу шокиран, бидејќи порано за тоа јас никогаш не бев во Балканот. А како е со времето? Дали имаме иста временска прогноза? Час обратно. Не, мислам, дали е тука потопло? Разбирам времето. Сега и во Латвија и во Македонија и истата температура. Но кога јас излезел од Латвија беше речиси снег. Во Рига снег не беше, а беше во другите Значи ладни зими имате. Да. А во лето многу жешко време? Не. Сега да. Во лето. Во август месец, јули месец. И во септември. И во септември имате жешко. Да. Значи горе-долу сме тука. Инаку бевме лани, за последен пат во Латвија, јас и Сергеј заедно. И во август месец беше некои 27 степени максимална, што кај нас е обично во пролет толку. Така да нема толку прежешко време како што се мачиме ние тука на лето, понекогаш со рекордни 42, 35 степени и така натаму. Ама во главно, да речам, имаме иста клима. Друга работа, ние заборавивме да кажеме дека ти дојде тука со автобус од Латвија. Да. Тешко беше по патот, многу километри се тоа, која рута ја праеше, пошто преку Украина сега не можеш да скратиш да дојдеш. Јас не знам дека тешко, не знам. Јас мислам дека средно. Од Рига до Берлин, од Берлин до Скопје. Преку сите Србија. Голема мечта. Па ти ја помина цела Југославија, значи по пат. Да, треба да гледам сите што обкружувате. Ова е многу потребно.
Бидејќи авион, но авион 3 сатот и сите. Што се значи? Ова е нешто како се вика, но некое дилетантство, некое несериозност. Да. А кога ти со автобус, ова е многу сериозно, ова е многу сериозна прилика. Согласуваш, да? Да. Но, гледај. Би дошол пак во Македонија во иднина? Секогаш? Секогаш. Браво. Да, кога јас имам одмор. Секогаш. Значи ова Сергеј е официјално вработен и ова беше неговиот прв одмор и првата плата ја потроши во Македонија. Да, се плата. парите во Македонија ќе биде. И да, Може да кажеш и за што студираш и што работиш? Но малку можно, да. Јас студирам. Јас сум радио во иднината кога јас во крајот на јуни ќе добијам со својот трудот диплома. Јас ќе бидам радиоинженер, да. Јас сум радиоаматер, радиоинженер. Јас изградам нешто за електроника, за поврзување, да, и Така, значи работиш со телекомуникација. да, поврзување. Браво. Значи ова година очекуваш Телевизија и радио, да. Значи ова година ќе дипломираш и од наредната година ќе си бидиш послободен и ќе можеш да патуваш почесто. Јас надевам. Ова е секогаш благодарам била би. Сергеј, за крај, сад ние тука ќе завршиме нашата емисија. Јас имам едно подароче, еден поклон да ти подарам од нашите спонзори, то се Daily Press of Macedоnia. Да. Можеш да го отвориш да го видиш. Исто така, голем поздрав и фала на сите останати што не поддржуваат. То се Ними со југото, Разбуди се порталот, Зезалица. И Дуле наш. Јоцо Solution, Дуле зад камерите Да. и Филип Кетеринг. Се надевам дека ќе ти остани добро споменче О, добар. од Македонија. Ќе си го урамиш во рамка. Сергеј, за крај, што би кажал до нашите гледачи, некоја порака од тебе? Ви сте уникатни луѓе. Такви топли, такви многу одговорени, да, и срекни и многу импресивни, да. Ова е недостига за Латвија. Ова е недостига бидејќи не знам. Значи, тука луѓето ти се топли, така? Да, многу атомизировано за Латвија, многу е изолација со другите, а во Македонија е помалку. Наоборот, во противоположно, многу сме браќа. Да. Да, ова е најважното. Сергеј, баш ми беше мило што дојде денес, што си потроши дел од тоа малку време што го имаш во Битола и сепак дојде. Те очекуваме пак, се надеваме пак дека ќе ни дојдеш на гости. Ни беше баш мило, се надевам дека гледачите слушна една многу интересна приказна и запознаа еден многу интересен лик. Ова беше една вонредна емисија на Брчиме со Дуле без Дуле и дечки се гледаме.